Денеска со положување свежо цвеќе пред спомен плочата кај Народниот театар се одбележа 83 години од бомбардирањето на градот од германските окупатори. 6 април е важен историски ден кога градот бил нападнат од фашистичката воена авиација. Во далечната 1941 година биле одржани демонстрации на територијата на цела бивша Југославија, вклучувајќи и Македонија. Идеите и замислите на Хитлер и неговите сојузници биле расипани за вклучување на Македонија и бивша Југославија во Тројниот пакт. Денеска се собраме тука пред споменикот, пред спомен плочата на Народниот театар за да одбележиме 83 години од бомбардирањето на Штип, бомбардиран од германскиот фашистски окупатор и неговите сојузници. Демонстрациите одржани на 27 март 1941 година на територијата на цела бивша Југославија, а во тие рамки на Македонија, ги расипале сите замисли и идеи на Хитлер и неговите сојузници за вклучување на бивша Југославија, а со тој на македонскиот народ во Тројниот пакт. Без никакво предупредување и најава на 6 април 1941 година во раните утрински часови, додека местното население спиело, а други пак оделе на работа, германците го бомбардирале градот Штип, со тоа што во текот на денот успеале целосно да го окупираат. Со овој напад биле опустошени многу куќи, меѓу кои и зградата на старата болница. При нападот 54 лица ги загубиле своите животи, од кои 22 лица биле тешко ранети, а 10 се водат како исчезнати. Во текот на војната загинале 2 лица од Штип, кои биле дел од бившата југословенска војна. Германското воздухопловство го изврши варварското бомбардирање на Штип од базата на Царска Бугарија без никакво предупредување на 6 април 1941 година во раните утрински часови, додека местното население се уште спило, а некои оделе на работа. Бомбардирањето е спроведено во 2 налета. Во првиот налет германските сили, односно војни, што доаѓале од исток, се спуштиле ниско над источниот дел на градот и коритото на реката Отеја, фрлајќи го својот смртоносен товар врз незаштитените населби. Војната завршила на 17 април 1941 година, кога Германија конечно извршила окупација, капитулација и поделба на Југославија. Секоја година овој ден се одбележува со положување свежо цвеќе.